Тој е победник на последната поединечна сезона од ТВ квизот Енигма на националните телевизии Сител и Телма. Победник е на ТВ квизот Одиме во Европа на Канал 5. Победник е и на ТВ квизот Најслава Алка. Финалист е на ТВ квизовите Арена, Круг на знаење и други. Веројатно тие што следат квизови, каде е потребно знаење и умење, веќе знаат дека гостин во ова издание на подкастот Зошто е Зоран Јорданов. Зоран, здраво живо, како си? Здраво, здраво. За твоите други достигнувања, а ги има, во оваа сфера малку подоцна, а прво сега да те прашам, има ли во земјата квалитетни квизови каде што се тестира виздиското знаење на оние што учествуваат на квизовите како некогаш? Па, под некогаш подразбираме она легендарна квизкотека, а потоа и Енигма. Веќе такви квизови, за жал, нема многу. Остане едино листа за 300 на ТВ Сител, но квизаштвото Македонија се разви во последно време доста, благодарение на група на млади ентузијасти, квизаджи, кои што се организира во Македонска квиз асоциација и која што си организира своји првенства, своји така наречени мастерс турнири и тематски турнири, 8 годишно, со по 100 прашања и веќе полека квантитетот си донесе и квалитет. Имаме изузетно јаки млади надпреварувачи, нормално и постарите, а бројот постојано се зголемува. А се гледаат ли квизовите денеска како некогаш? Сите сеевме пред телевизор на времето. Ма како не, се гледаат сигурно. Сигурно, јас сум сигурен дека добар рейтинг има и овој квиз, меѓутоа ја верувам дека некој квиз кај што ќе биде со прашања, на прави квизови што ги викаме би биле уште гледан. Јас поред некои мои информации и овој слагалица српскиот квиз е многу гледан и во Македонија. Таму имав чест да учествувам само еднаш пред 7-8 години. Значи, тоа е квиз со реноме кој што верувам таков квиз би се гледал и кај нас. А зашто не направите вие таков квиз? Тоа веќе е уредувачка политика на телевизиите. Тоа не е прашање за мене. Јас сум тука спремен, имам свој сценарија, можам да се прилагодам кон лиценцирани квизови, што ги има многу, дури во соседството, но за жал ке нас ги нема. Од 2004 до денес ти си уредник на повеќе ТВ квизови, како Добра шанса, Бројки, Букви, Безпоени и други. Што ти е мотивот за ваков ангажман? Мотивот? Од секојаш сум ги сакал квизовите, од секојаш сум сакал да читам, израснав со политикин забавник и некако тоа само по себе си дојде. Поготово во периодот кога беше 90-тите многу актуелна квизкотека, тогаш некако влезе чивијата, што се вика. И како се викаше фраерот што водеше? Оливер Млакар, легендарниот. Да го спомнеме веќе кога зборуваме два пати. Легенда. Таму имаше и серија на фантастични надпреварувачи кои денеска и работат на квизови во Србија и во Хрватска. За жал од Македонија немаше многу надпреварувачи. Јас се обидов да се квалификувам последните 2 години пред да дојде за жал разделбата на Југославија. Јас се обидов да бев на тие тестирања во Македонија. Од Македонија мислам дека не помина тогаш никој. Тоа беше периодот кога се обидов и на другиот квиз, Бројки и Букви. Таму поминав еден круг, па ме викна во Загреб. Ма значи, сега тука ќе те прекинам, значи работите во кејфот. Да, секако. И си го постигнал она што викаат, кога одам на работа, ногите летаат према канцеларијата или према местото кај што работам. Јас сум машински инженер, тоа сега, да, машински инженер, а работиш... Хобито ми стана работа. Тоа е благодарение на фирмата пред да дојдам во Сител, работе во продукцијска куќа, Еврофорум, Петар Наумовски што ја водеше, не кошаркарот, друг Петар Наумовски, он беше исто голем ентузијаст и он го направи квизот Енигма и Добра шанса. Таму прво, како учесник, а после тоа и како уредник на тие квизови, дојде до некако тоа само по себе да го напуштам, го напуштив машинството и реков одам во тие води и така. Добро, јас знам уште еден колега машинец кој учествува по квизови, тоа е нашиот колега Благој Кузмановски. Сигурно, и он е одличен надпреварувач. Еден од
Да не бидам пристрасен од најдобрите во тоа време. Во тоа време, мада малце ќе го искритикуваме некако, како да му се намали еланот за квизови, затоа викам. Не го гледаме многу на квизови. Не, тука да не го критикуваме. Так. Ти инаку си самиот рече си машински инженер, работиш во ТВ Сител како уредник на емисии и квизови, значи продукција. Така. Сега тука се разни работи. Колку е тоа комплементарно, мислам, задоволен си, те исполнува целата таа работа. Не се само квизови опрашање. Вака, исполнува работењето на квизови секогаш. Поготово на ТВ квизови, затоа што се предизвик ради тежината, не само за тежината, него да се погоди тежината на прашањата и темите. Листа за 300 сега е малку специфичен квиз, затоа што не се суви прашања, што ги викаме, онака конкретни, туку се набројувања. И многу тешко да се определи тежината што јас знам, што знаат преварувачите. Затоа е предизвикам да се направи добра тема, каде што нема да се откажат после 2-3 надавања, 2-3 кажувања, него да емисијата си има некој природен тек квизот, да се покаже знаење и така. Така да е предизвик и нормално со љубов го работам ова веќе 15 години. Добро, вон Македонија, Зоки, ти си учествувал 2 пати на светско квиз првенство преку Српската асоциација во Белград. Зошто преку Српската, а не преку Македонската? Тоа беше 2000-те години. За жал, во тој период не постоеше Македонска квиз асоциација. Светското првенство е на интернационално ниво организација од цел свет, со луѓе од цел свет. И за да бидете член на таа асоциација, секоја држава може да пријави своја асоциација. Ние немавме тогаш таква асоциација. Затоа морав преку Српската, каде што бев имам доста пријатели во Србија, идев на многу надпреварувања тамо, правев за нив надпреварувања и нормално, но се водев како македонец. Значи, на сите нивни листи што излегуваа со резултати, бев таму како Не, ја не зборам за националноста, зборам зашто, значи не знаев дека во тоа време немало. Немавме, таа е формирана пред неколку години и веќе последните 3 години и оваа година на 2 јуни, секоја прва сабота во годината, прва сабота во јуни месец, во годината, се организира светско првенство на ниво на цел свет. Значи во цел свет овој 2 јуни, ајде да речеме меѓу 12 и 14 часот, во цел свет на 200 прашања ќе одговараат луѓе од цел свет. И добро, како поминаат тие квизови? Како? Тогаш на кој јазик се одвиваат? Секоја асоциација, има право избира еден член кој што ќе ги добие прашањата на англиски јазик. Неколку месеци однапред. Например, веќе прашањата за Македонија меше се доѓање. Мене тоа ми личи на наместена работа. Вака сега, ќе ви кажам, квизаштвото е джентлменски спорт, витешки. Тука ништо не добивате ако некој ви ги даде прашањата и ги одговорите. Ние дури во самата федерација, во асоциација се извинувам, во самата асоциација овде што си ги правиме квизовите, ние прегледувањето си го правиме меѓу себе. Ја ви го давам мојот тест, вие вашиот, еден ги чита одговорите и ги кажуваме. Не се случува, или многу ретко се случува да има измами. Впрочем, квалитетот не може да биде цело време да се крие, мора да се исплива на површина, а и не квалитетот. Мислам дека на светските првенства имаше само еден голем случај, афера кога Бангладеш наеднаш, бар во тој период јас кога иде во Србија, се појави во првите 120 надпреварувачи кои беа меѓу најдобрите у свет, што веднаш беше јасно дека нешто не е во ред. Стандардно во светската елита се секогаш англичани, американци, скандинавци, Белгија, впрочем, држави каде што квизингот е на високо ниво. Таму има паб квизови, лига, првенство. Тоа е тоа паб квиз? Паб квизови се сега оно што е поактуелно, ај така речеме, по фенси, по модерно. Квизови што се организираат доаѓа од англискиот паб, нели, во нивни кафичи. Ние што се ги викаме, кафе-барови. Почнавме и во Скопје така. Има неколку млади ентузијасти, дечки и девојки кои што ги организираат, и тоа на убаво, високо ниво, и ќе се изненадите, ве поканувам да дојдете на еден паб квиз, обично го има во вторниците или четвртоците на вечер, ќе видите дека има 100 млади, поделени во 5-16 екипи по тројца-четворица, другите гледаат. Едниот е модератор, ги чита прашањата, повторно
покажување на знаење, ако треба пишување, пак меѓусебно прегледување. Значи, пак ќе кажам, ова е витештво, ова е кај што ќе покажете сопствено знаење, но не да го тоа искористите за не знам. Добро, и каде е, да речеме, нашата држава во тие рамки? Зборуваме за квалитет на квизови. Она што ме радува Пошто бидејќи сте биле на светско првенство. Вака, во однос на светско првенство се уште далеко, за жал. Може би не е тука вината во знаењето толку, колку што тие прашања на светско првенство, ако го гледаме како светско првенство, се прилагодени за напредувач од цел свет. Таму имате прашања и за Африка, и за Азија, кои што кај нас некои работи таму, нивни ликови, политичари и спортисти се помалку познати. Затоа доминираат тука, би рекол, оние фанатици за квизови кои што пратат све и се што. Но, во нашата држава искочија на вистина низа квалитетни надпреварувачи, кои што, да речам, во балкански рамки или во рамки на интернет квизови, има неколку интернет квизови на англиски јазик, или на хрватски, српски, svejedно, каде што покажуваат, веќе тука се гледа рейтингот и квалитетот кој што се меѓу, ајде да не речам меѓу првите 5, ама меѓу првите 2-30 сигурно имаме стално по некој начин. Каде? На светски, европски? Тоа се интернет сајтови, интернет квизови кои што Ама добро, тие тоа го мерат на европско ниво, на светско ниво, на балканско? На сајтот, знаењето, тие што се пријавиле да го играат квизот, тука се гледа квалитетот. Добро, денеска си активен член на Македонската квиз асоциација. Така. Со која се организира десетина квиз надпревари во градови во цела Македонија. Цела Македонија, мастерс турнири и тематски квизови. Така. Што правите? Вака, мастерсите се... Што е мастерс квиз? Така, па тој го наследивме како... Квиз? Да, сега ќе ви објаснам. Значи, мастерс квизовите се она што се прават 3-4 во годината и се нешто како државно првенство. Тоа мастерс останало како има од странските квизови, на исти принцип го правиме и тие се копија на светското првенство. Тие се потешки за решавање, затоа што имате 8 теми, по 30, 25 до 30 прашања и треба да се решат за 2 сата. Тоа е истиот принцип како и на светско првенство. Решавате 4 теми, 1 час, пауза пола саат и уште 4 теми, уште 1 час. После тоа си ги прегледуваме, си ги разменуваме тестовите, ги прегледуваме и се прави ранг листа на најдобрите. Такви се 4. Тука се опфатени сите 8 теми поглавни. Кои се поглавни теми? Значи нешто како наука, спорт, уметност, литература, култура, па тука се измеѓу нив и географија, забава, медиуми и така. Значи, кога тие мастерси ќе завршат, нас некако ни беше малку тоа во почетокот, па сега си ги направивме и тематските квизови. Тие идат 100 прашања од само една тема и повторно за 1 час треба да надпреварувачите да ги решат тие 100 поставени прашања од еден надпреварувач. Па си правиме државна ранг листа и така. Зоран Јорданов во подкастот Зошто уште едно прашање, мислам не е последно, меѓутоа уште едно. Сега слушам цело време како зборувате за квизовите, како ги фалите. Меѓутоа она имав таква среќа да речем да живеев едно време во друга европска држава и да гледам квизови каде што она што ќе видиш таму на ниво на продукција зборувам, спектакли од квизови. Овде кај нас ја спектакл не ја видам. На што се должи тоа? Знаеме општата состојба и сите тие работи. Се е тоа окей, ама дали може напред? Има ли тука да речеме бизнис, пари па се направи спектакл на времето, нели сега да не спомињаме, бидејќи ние не смееме да рекламираме квизови од светски рамки, меѓутоа на вистина спектакли со огромни сали, со музички бендови позадина, со се и се што. Кај нас некако квизовите сепак делуваат сиромашно кога ги испоредиме со ние она што го гледаме на запад. За жал право сте. Тука малку може да сторат квизаджиите, тоа е веќе повеќе прашање за Добро, немаат компаниите овие што се спонзори да инвестираат во тоа? Слабо, многу слабо. Моje мислење лично дека некако да нема интерес да се зборуваме за ТВ квиза, што нели за ТВ квизови. Како да нема доволно заинтересираност, зошто не можам ја тоа да го објаснам, не сум во тие води. Јас знам дека моje мислење да се искажам дека квизовите барем таков еден во стил на Потера
или на Милионер, би бил сигурно многу гледан, но тоа е веќе прашање за други луѓе. Има една интересна приказна за вас, поврзана со вашето патување во Загреб, кога се распадна Југославија, одевте на квиз. Да, тоа беше периодот, буквално мои почетоци на квизови, тогаш беше многу популарен со Оливер Млакар, квискотека. Направија, буквално пред распадот тие 2 години, направија тестирање во Скопје, меѓу другите градови од цела Југославија тогашна. И во Скопје, мислам дека на квискотека не помина никој, меѓутоа тогаш беше популарен и они дневниот квиз, бројки слова тогаш, односно бројки букви. И имаше тестирање за тоа. Јас и се пријавив за тој квиз, исто како и за другиот. И не ни верував дека сум го направил добро тој тест со анаграмирање на зборови и решавање математички, нели тие, да се дојде со одредени бројки, да се дојде до некој резултат. Ме повикаа у Загреб. Веќе беше на мирисување дека тоа ќе биде крај на Југославија, но отидов. Последна недела ми стигна телеграма дека сум повикан за 1 месец повторно да дојдам на второ ниво. Пазете, во тогашна Југославија на квискотека идеа најдобрите 64 од цела Југославија. Тоа беше страшна конкуренција. И на овој квиз бројки букви исто идеа од цела Југославија. Вториот пат кога отидов, веќе на сите страни гледав лепенки, ХДЗ, надписи, се збореше за избори, распад на Југославија, Стипе Месиќ, Туџман, нели тие беа во тој период актуелни. Дојдов таму, Лазо Голужа и Маја Јурковиќ беа уредници на тој квиз, легендарните творци на квискотека и на бројки слова. И по неколку дена од како се вратив, пак ми стигна телеграм, вика, влеговте во ужи избор, последното тестирање ќе биде за 2 до 3 недели. Но веќе се случи, знаете, она надпреварите Звезда, Динамо, Хајдук, како беше, оние страшни немири. Јас си реков, Зоране, остави тоа и не отидов на тоа, иако од денешен аспект вака криво ти е Ма како не? Криво ми е најмногу за квискотека. Тоа беше легендарен квиз, мислам дека само двајца од Македонија. Овој одговор дека ти е криво го очеков, имено не криво, него многу. Да, имено ние во подкастот Зошто разговаравме со Зоран Јорданов, еден од најпознатите квизаджи во Македонија. Слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои вие сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ѓука.